Цвеќето и понатаму е заштитен знак на 8 март, Меѓународниот ден на жената. Цветни пазари се поставени на повеќе локации низ Струмица, а граѓаните шетаат со сакси во рацете. Во првите денови од март веќе се насетува пролетта. Поголемо раздвижување на улиците, но за продавачите на цвеќето продажбата сепак не е задоволителна. Има нешто многу послабо од претходните години. Дали народот веќе иселен, не знам што, нешто по-слабо. Кој цвеќе најмногу се бара? Сега за сега јас најмногу бегонијата ги продавам. Бегонијата, може се троше и некој кактус. И мислите ли дека можеби тоа што е во недела има влијание па да се... Има. Сабота би било подобро, ама сега недела се паѓа. Ќе видим как ќе биде за 8. Според Делиовски, и продажбата на цвеќето е дискутабилна за разлика од другите земјоделски производи, бидејќи цвеќето е нежно и бара многу вложување. Цела зима треба да го гледаш од есента кога ќе посади, цела зима треба да го гледаш да затоплува. И тешко е. Да споредиме со земјоделското производство? Што е По-тешко, и јас и земјоделие работел и тоа, во важна китката е по-тешка. Она е по-тешка. А поисплатлива ли е барем? Зависи сега спрема годината как е. Миналата година беше по-добро земјоделието. Меѓународниот ден на жената, светскиот празник што се одбележува секоја година на 8 март, е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20 век, а на неа посебно инсистираше социјалистичкото движење. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 година под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година на 19 март 1911 година овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година жените ширум Европа одржуваат мировни собири.